Не би кажал дека од факултет сум научил конкретно, затоа што нели самата едукација за 3D и визуализација е на на минимално ниво кај нас на факултетот, така да најверојатно татко ми е најзаслужен, пошто и он е архитект и он се занимава многу со 3D визуализации, така да он има дадено некои почетнички насоки за ја потоа сам да истражувам. Може да прашам кој софтвер го користиш? Да, работам у Max со Corona рендерер. Па не знам, некој не би кажал дека има тајна. Може би е комбинација од све, од материјали, од самиот 3D модел, од светлото и најверојатно најбитно е кадарот, затоа што паралелно некој треба да се направи некој баланс помеѓу оној уметничкиот дојам и она информација која што сакаш да ја пренесеш на некој, доколку да кажеме некој клиент треба да дознае за тој простор. А инаку као најголема тајна валјда ќе ги кажам дека се нервите, онака да седиш цел ден и да ццкаш до 101 и назад. Искрено, значи еден ден ќе ми текне нешто во глава, ќе е едно. Друг ден нешто сосема различно, така да сум имал милион различни дилеми како би изгледало тоа, меѓутоа сигурно ќе биде нешто минимално и тоа што ти кажа дека би било некоја игра на светло и форма. За јавни објекти ми е баш онака посебен предизвик, баш и магистарската ми беше таков од јавен карактер и ми е посебен предизвик затоа што не знаеш точно што знаеш ли што се бара онака конкретно као простор и као функција, меѓутоа треба да направиш нешто што на сите ќе им се допаѓа. Не е да кажеме да го правиш за некој индивидуалец кој што знае што сака, ти кажал каков стил сака, него треба да го правиш ти како мислиш буквално. Имам голема љубов и спрема музиката, нека биде да кажеме дека е тоа универзалната сала, пошто и реално му фали таков простор еден на Скопје, а го имаме, а уствари го немам. Така да би бил универзална сала, меѓутоа како би ја уредил, стварно онака би требал да размислам многу повеќе. Пошто иначе ќе бевме професијата ќе ни беше многу лесна.